Споменавте буџетот е околу 19 милиони евра. Генерално парите се трошат на две работи. Едната е директна финансиска поддршка на спортските федерации, на спортските клубови и за инфраструктура, за инфраструктурни објекти. Еди прво за субвенциите, годинава ако добро забележав, предвидени се 12 милиони евра. Тоа се некои 747 милиони денари. Кога и како ќе се распределуваат? Тие се 12 милиони евра по две основи. Се едно е субвенции во спортот, кои што се 380 милиони евра, и другите се доаѓаат од игри на среќа и од акцизите, така да вкупно се 12 милиони. Да, точно не знам, околу 12 милиони евра се. Тие средства веќе во февруари во тек е подготовка за поминување на програмата на влада, затоа што мора да и помине програмата на влада, која што е техничко прашање, меѓутоа мора да помине тоа, и во тек на месец февруари ќе биде исплатена субвенцијата за спортот. Тоа се тие 380 милиони денари кои што ги има државата од војно министерството за субвенционирање на федерации, на клубови, на поединци и така натаму, додека во месец мај ќе почнеме да ги исплаќаме средствата од игрите на среќа, да ги наречеме од игрите на среќа. А по ист критериум се делат парите? Не, субвенциите се делат по критериум на, ние направивме и во тој дел измена. Знаете ке кажав претходно, меѓутоа да напоменам, дека за субвенциите и за начинот на доделување на субвенциите против двајцата директори и против 8 мислам и 9 има обвинение за проневера. Тоа беше системот на спортски ваучери. Тоа беше систем на спортски ваучери. Ние дојдовме. Сега не постои тоа спортски ваучери. Не постои спортски ваучери, затоа што финансиска поддршка, вие пари префрлате од вашиот буџет на сметките на клубовите и на федерациите. Така е. Тоа беше спортски ваучер кој што имаше многу простор за корупција и многу од клубовите, федерациите се жалеа заради можноста за корупција, и вие всушност со претходниот ваучер вие добивате лист хартија. И на тој лист хартија пишува, не знам, одредена сума, не знам, 100 денари. И вие мора да одите во компанија која што ќе ви го смени. Меѓутоа имаше многу од компаниите кои што за да ви го промена тој ваучер бараа процент. И тоа беше дополнително оптеретување и за клубовите и за спортот генерално. И ние одлучивме да одиме по поинаков начин. Го сменивме законот веднаш по нашето доаѓање и таа ставка на сума на пари беше префрлена на Министерството за спорт, и Министерството за спорт директно ја дели на спорт, на федерациите, на клубовите. Идејата беше да се стимулираат на некаков начин компаниите да го поддржуваат спортот, па потоа државата им ги пребива тие пари од данокот. Дали сега имаат мотив компаниите да инвестираат во спортот? Ваучер системот, искористеноста на ваучерот системот, тоест луѓе кои што успеале да го променат тој ваучер систем за реални средства, беше околу 68%. Или 78%. Значи ако биле предвидени 10 милиони, ако биле префрдени, значи 6 милиони. Другите пропаѓале. Значи вие добивате само едно ливче хартија и сноѓете. Од тие 6 милиони евра плюс платиле провизии. Од тие 6 милиони веројатно платиле и провизија, не велам сите, меѓутоа имаше голем дел. Па имаше јавни сведоштва на дел од клубовите, дека им биле барани до 50% од 20, 30, 50. Не ми изненадува тоа. Така да ние направивме поинаков начин да сите добиваат пари од средства од Министерството за спорт. Го променивме и начинот на... Зашто постојано има поплаки, жалби, сомнежи дека се фаворизираат одредени федерации, клубови на сметка на други. Вас директно ви забележува дека го фаворизирате ракометот. Сега, веројатно дека сте ракометар, па може да имате некои симпатии поголеми кон ракометот. Па добро. Може да сте пристрасен од тој дел. Добро. Дали сум или пристрасен или не, јас сум фан на ракометот, меѓутоа сега сум министер на сите спортови. Тоа апсолутно кој некој што ме позна знае дека кај мене тие работи, резултати се единствено мерило по кој што делат субвенциите. Така и никако поинаку. Ние затоа и направивме систем кој што, верувајте, го работе информатичари за да биде математички точно, да не испадне некој дека е оштетен. Министерот или било кој од Министерството за спорт апсолутно нема моќ да промени кој колку ќе добие средства. Разбирате? Значи сега се оди по пласмана табела. Значи ја не можам да знам на кој место ќе биде, не знам, некој клуб. И се оди по пласмана табела. Да речем, имате се дели најпрво на спортови кои што се рангирани. Според резултатите, одење на европски првенства, светски првенства, критериумите се во законот предвидени. Критериумите се спортови... ракометот е спорт број 1, фудбалот е спорт број 2, кошарката е спорт број 3, одборката е спорт број 4. Тоа е така.
И според тој ранкинг така и се делат средствата. И да речеме првиот клуб во кошарка, за кошарката има 100 денари. Првиот клуб во кошарката, се карикирам со сумите, меѓутоа во кошарката првиот има 50 денари. Вториот има 0,26% од првиот. Третиот има 0,26% од вториот. Четвртиот има 0,26% од четвртиот. Значи, таа е математиката и нити јас можам да знам кој ќе заврши на крајот на сезоната, трети, пети, четврти, први, нити било кој може. И токму затоа има незадоволни, затоа што претходно се делеше да средствата се делеа и колку што има информации, се собирала некаква си комисија, која што на прожектор седнувала во канцеларија и проектирала со пен вака на ѕид и се кажувало на овој ќе му даеме подобен, на овој ќе му даеме не е подобен, толку средства, токму затоа има обвинение. Токму затоа сега софтверски и треба да сите да се уверени дека токму затоа ова е начинот на кој што мислиме дека треба да се делат субвенциите во спортот, за да нема никакви манипулации. И јас не можам, ако некој клуб ми е посимпатичен, ја не можам да го направам од четврти, пети, затоа што зима табелата и се гледа четврти на табелата, толку средства и така оди по автоматизам. Така да не може да има привилегирани. Меѓутоа мора јасно да знаеме, да ставиме на знаење, и тоа ми е драго што ја споменав оваа тема, мора да се стави на знаење дека Македонија и Министерството не може да ги поддржува сите спортови. Можеме да помагаме сите спортови, меѓутоа да ги финансираме сите спортови не можеме. Значи, треба да се направи јасна дистинкција кои спортови се најуспешни и тие спортови во Македонија и тие спортови да бидат од А категорија, па другите тип на спортови да бидат од Б категорија. Значи имате поделба. Имате олимписки спортови во поединечните, имате неолимписки. Олимпискиот секогаш ќе биде пред неолимпискиот. Неолимписките спортови, само да тој кажува, се неолимписки, не одат на олимпијада. Нема некој посебен, тоа се спортови ќе бидат поддржувани од државата, да, меѓутоа не може да бидат финансирани. Вие го кажавте буџетот, има државен интерес да функционира спортот и да промовира вредности, да што е можно дечиња во тој спорт повеќе да се занимаваат со тој спорт. Меѓутоа сакав да ви речем, кај нас ако не финансира државата, кој би ги финансирал? Па со измените во новиот закон, ја морам да напомнам дека овој начин на финансирање да државата директно вложува во спортот не постои на Балканот никој. Нити Србија финансира директно во спортот, нити Хрватска, нити Словенија, нити Црна Гора. Тоа се државите кои што имам изворно информации дека не финансираат така, кај нив локалните самоуправи финансираат. Во ред, ваков е системот, ќе продолжиме да го правиме, меѓутоа во тек и план за измена дека треба да има приоритетни спортови кои што ќе бидат финансирани. Тоа се овие 4 и олимписките и сите оние кои што промовираат масовност и ги ајде да кажем ги мотивираат деца да се бават со тој спорт. Колку лани беа предвидени средства за субвенции, колку беа исплатени? Ве прашувам бидејќи многу стигнаа прашања од гледачите и од спортистите, спортските работници дека не била исплатена втората рата што сте најавиле, во мај биле исплатени 440 милиони денари. Така е. Тоа се некои 7 милиони евра. Сте најавиле дека во август ќе биде исплатена втората рата, но не ја добиле. Кои се причините? Што се случи? Значи, буџетот функционира колку средства имате во моментот на сметката. Не можете јас не можам да одлучам сега ќе исплатам 440, другите ќе ги чувам. Значи, лани бе исплатени сите 440 милиони, тоа е 100% од буџетот, и беше разговарано да не постои втори дел, тоа е едниот дел. Толку беа доделени средства за... Така беше во вашето соопштение. Вториот дел од државните субвенции ќе биде исплатен во август 2025. Ова е соопштение од Така е, значи, ако отидеме од 440 до некои си 600 милиона, кој што е бројка од околу 10 милиони евра, фалат уште 160 милиони, тоа е, мислам дека околу, не знам колку е, 70% исплатена. Другиот дел требаше така беше разговарано да се исплати, меѓутоа навистина државата беше со оние кредити кои што пристигнаа за наплаќање од минатата влада и се доведовме во една ситуација да навистина имаше недостаток на средства од делот на спортот и ворете се, јас кога има јавен интерес поважен од спортот на крај на денот, ние сите го гледаме спортот и се бориме за спортот. Јас сум прв кој што се бори за спортот, меѓутоа кога гледате дека има
луѓе кои што треба да земат пензија, луѓе кои што треба да земат плати, мислам дека треба да сме свесни и да сме реални дека во моментот државата можеше толку и тоа така треба да биде. Тоа е завршено, значи нема годинава да ги добиваат за лани, тоа нема тоа да ги добиваат. Оваа година ќе ги добијат на почеток на февруари, во текот на месец февруари. Другите средства кои што ќе ги добијат се од игрите на среќа и така ќе одиме етапно за да не се остави спортот без средства подолг период. Значи ние можеме да ги доделиме средствата па да чекаме до август. Меѓутоа мислам дека од февруар до мај мислам дека ќе има доволно средства за да издржат, па во мај повторно да добијат средства, па со ребаланс да се дојат други средства, да се дополнат овие 380 милиони денари и така да спортот секогаш го држиме во кондиција. Добро, реков, втората цел на министерството е се разбира спортската инфраструктура, да се унапредува, да се реновираат објектите, да се градат нови. Годинава, ако видов добро, 5 милиони евра се предвидени за ова намена. Не знам што може со 5 милиони евра да се направи искрено нешто многу. Во програмата имаше ветувања за национални арени, стадион во Скопје, сали, во Битола да се изгради комплекс спортски. Така е. Проектот имаше во Скопје спортски комплекс. Да, Методи Андонов Ченто, национален така спортски центар. Во Газибава, меѓутоа ние упативме барање и до Газибава и заедно со општина Газибава упативме барање и до град Скопје, затоа што град Скопје мора да даде дозвола за таква градба. Бевме одбиени или воопшто не бевме одбиени, нели имавше никаков одговор од град Скопје со претходната градоначалничка, така да тој проект беше ставен на пауза затоа што не беше барем во овој мандат, зашто пола мандат помина веќе. Така е. Она што ние успеавме да го направиме и верувајте дека успеавме да комплетно реконструираме спортска сала во Радовиш, во Ново село, спортската сала Расадник, која што беше една руина на Киселово и на ајде да кажем на општеството. Најпрво со тогашниот градоначалник на Киселово кој што успеа да ја одземе од човекот кој што имаше на концесија, да го раскине договорот, да ја одземе салата, да направиме проект за реконструкција и мислам дека тоа ќе биде едно од најубавите спортски зданија. Почна реконструкцијата пред година и нешто. Треба да е при крај таа. Да. Завршницата на спортската сала Расадник ќе биде до крајот на февруар и ќе се уверите дека тоа тамо од она што беше да кажеме едно руина една и на спортската сала, меѓутоа и на целата околина околу спортска сала ќе прерасне во со општината или пак ќе ја дадете под концесија? Не. Додека сум ја министер, спортските сали кои што ги прави министерството и сите они игралишта ќе се даваат на општините. Така да спортска сала ќе биде реконструирана и ќе биде вратена на стопанисување на општина Киселово. Докаде се проектот со затворени базени? Знам дека неколку се завршија. Ние пуштивме во потреба базенот во Киселово, мислам го предадовме на општините на користење. Општина Киселово, Штип и мислам дека завршена базенот во технички работи се во прашање. Ако навлагам во детали ќе одземам немаме време толку, да. Оние кои што ги проектирале спортските сали, и ги кажам еден пример за да јавноста се увери и вие со каков тип на проблеми се соочуваме. Човекот кој што ги проектирал спортските сали е и бил надзор во спортските сали и набавувач на дел од опремата кој што треба да се вгради во спортски сали. И истовремено, кога се градат тие спортски сали, никаква инфраструктура подземна не е направена за да може тие базени, за базени конкретно ќе зборувам, бидат функционални. Пример во Ѓорче базенот. Базенот е нафрлен сам во себе и никаква водоводно поврзување нема до самиот базен. И сега базенот е при крај и ние одеднаш се среќаме со проблем дека тој базен нема водоводна мрежа. Тој базен е базен, завршен од нас, остаен со 20% кога дојдовме, сега е при крај веќе може и ќе набрзо ќе опуштаме и одеднаш тој базен нема никакво поврзување со градскиот водовод за да тој базен биде наполнет и да тој базен биде испразнет и функционален. Со таков тип на проблеми. Во Карпуш базенот е готов пред повеќе од 5 месеци, меѓутоа тогашниот градоначалник на Карпуш одби да даде поврзување за да можеме, затоа што подносители на сите, оние да речам, за електрична енергија, за водовод, мора да се општините. Министерството за спорт нема
ингеренции да поднесува за водно поврзување, електрично поврзување. Мора да е општината. Со Карпош имавте несогласување околу салата Партизан, дали ги рачистите тие работи? Па не, немавме несогласување. Мислам дека тогашниот тврдеше дека е на општина Карпош, дека им била предадена во владение, дека тие ги направиле тие приклучоци на вода на не, на немавме несогласување, тоест градоначалникот има согласие со спортската сала Партизан, која што ја реновирале преходната агенција за млади спорт. И кога правите вие реконструкција на една сала, луѓето од двете институции, да речеме Агенција за млади спорт и општина Карпош, одат во инспекција на салата. Ја гледаат, ја разгледуваат салата, дали има недостатоци, прават записник за примопредавање, значи тој што ја дава, тој што ја прима, прегледува дали се е во ред. Вика во ред, го подпишуваме и тогаш таа сала правосилно е на општина Карпош. И градоначалникот тврди дека во тој период, во таа еуфорија, кога заедно ја отварале салата, не видел дека салата нема голови, нема кошови, нема тушеви, нема клупи. Мислам, тоа е банална работа и банално винување и праќаше дописи до Министерството за спорт, на што ние одговоривме многу логично. Јас, Министерството за спорт, за да може да ја реконструира салата, мора да ја земе во мое владение. Исто како што е сега со салата Расадник. Салата сега е во владение на Министерството за спорт, ја реконструира и ја дава на општина Кисела Вода. Салата во Карпош, Министерството за спорт, ја зема од општина Карпош, требаше да се објави јавен повик да се набават кошеви, голови, тушеви, да се реконструира. Не вие намерате да ја задржите, не, да ја вратите пак на општината. И Министерството за спорт, истиот момент кога ќе сега биде завршено, ја враќа на општина Карпош и така функционира работа. Меѓутоа, ја го разбирам. Тогашниот градоначалник беше во кампања, сакаше да манипулира. Што е со Охрид, таму имавте ветување за затворен базен? Да, базенот е почнат пред 9 години или пред 8 години. Морам да кажам дека таму најдовме исто доста сериозни наводи за криминал. Вештачењето заврши. Чекаме да се комплетира тој извештај од вештачењето, за да можеме да го предадеме до јавно обвинителство, па понатаму, нели, они знаат како треба. Да, базенот ќе се догради. Таму има огромен проблем со машинството во тој базен. Ние со изведувачот, економскиот оператор, пред, мислам дека 2 месеци и 3, го раскинавме договорот. Сега се прави ново проектирање, затоа што тоа се проекти кои што се пред 7-8 години, 9 години. И условите тогаш и сега не соодветствуваат и не се исти. Например, машинството тогаш било како да објаснам, требало да се зима вода од подземот, водовод на Охрид, да се преработува и така да се загрева базенот. Меѓутоа, ако вие земете вода од водоводот од толкави количини, тоа ќе ја донесете во опасност околината и сите оние кои што ќе немаат вода за нормално функционирање, и одлучивме да и онака е тој систем нефункционален, да одиме со друг проект и да го промениме проектот и тоа да биде загревање преку системот воздух. Така да треба да се прават нови проекти. Договорот е раскинат со економскиот оператор. Тоа беше најтешкото, да се направи вештачењето, да се види колку пари се земени, колку средства се земени, што е направено, да се направи една ревизија и да се почне со проектот. Веќе дојдоа некои експерти кои што го разгледуваа базенот. И мислам дека кога ќе се заврши тој проект, ќе го ставиме веднаш во програмата, веќе е во програмата, меѓутоа вие напоменувате 5 милиони евра за капитални, меѓутоа треба да сте свесни дека вие и да имате 25 милиони евра не можете да ги потрошите за една година и џабе ќе стојат врзани средствата на сметка. Министерството за спорт во минатата година имаше реализација на капитални средствата за капитални инвестиции, беа 99% реализација, што ќе каже дека многу добро сме ги планирале средствата за капитални инвестиции. Тоа е дека, да речеме, почнувате една, пластично да објаснам, почнуваме една сала во аеродром. И вие на таа ставка за салата во аеродром, иако салата кошта 60 милиони денари, милион евра, не мора да ги имате сите 60 милиони евра. Вие на ставката мора да имате онолку средства колку што можете да потрошите до годината. Така, во фази се плаќање. Ние имаме добар план како се трошат средствата, колку може да изработи една компанија одреден период, да речеме 3 месеци, и така и го планираме буџет. Значи ние, да ви објаснам, почнавме 3 сали, почнавме сала во Војната академија, завршен јавниот повик за спортска сала во аеродром и во Крушево. Тоа се 3 сали.
базените кои што ги завршивме и останаа со неплатени долгови околу 100 милиони денари, имаше долгови само кога дојдовме ние. Сега веќе се базенот во Карпуш е 90% исплатен. Сите базени 5 кои што се завршени во Гостивар ќе биде пуштањето, во Битола ќе има пуштање се набрзо, во Штип е предаден, во Карпуш е предаден базенот, во Киселово да е предаден базенот, така да сите овие базени се 90% исплатени. И почнуваме нови 3 спортски сали, почнуваме реконструкција, многу важно, ќе заборавам да го напомена ова, после 7 години, 8, 10, не знам колку, конечно, вашиот колега правеше и видео запис изјава од спортската сала во Уким, каде што беше оставена таа спортска сала, морам да поменам дека не е под ингеренција на Министерството за спорт и беше без сопствени, да кажам, никој не знаеше чива е таа спортска сала, вложено во неа средства пред 7-8-10 години и останато така. Недовршена салата, недовршена салата, претходната влада не ја чепнала, нити се заангажирала за било што се заврши. Ние во разговорите први со ректорката кој имавме, која јас на моја иницијатива одлучив дека таа сала мора да се стави во интерес на студентите во употреба. Првите зборови на ректорката беа Министерството должно да почне, меѓутоа овде е многу заплеткано и тројца, четворица се обидува, меѓутоа не успеа. Меѓутоа ректорката заборави на момент во позитивен контекст дека јас сум спортист и дека спортисти сме малце потврдоглави и поупорни од тоа што можеби политичарите би биле, така да и таа сала и јавниот повик е завршен. Мислам дека за 10 дена треба да се бира економски оператор и таа сала ќе биде завршена, ќе биде предадена на УКИМ. Значи, Министерството за спорт нема мандат да стопани со сали, ќе биде предадена на УКИМ и ќе биде ставена во функција за сите оние студенти да можат да ја користат нормално пак во согласно со УКИМ. Добро, освен што треба да се градат нови објекти, треба државата да се грижи за тие што се веќе изградени. Тука е навистина еден голем хаос. Ревизорскиот извештај беше шокантен лани што го објавија ревизорите, иако додуша сите што од малку ги следат состојбите и не беа толку зачудени. Значи станува збор за стадиони, спортски сали, базени кои се дадени на концесии. Ова со расадник што го споменавте, еден од примерите што се дадени со концесии за многу мали пари, чисто гледачите да имаат предвид, значи тоа имот околу 32 милиони евра, а 100.000 евра годишно се добива само кири, се прават пренамени. Значи беа таму споменати, да речеме, базенот Кале, лизгалиштето Кале, кои се оставени така да се запуштени, олимпискиот базен, беше ракометното игралиште во парк кое е сега претворено во дискотека, имаше некој затворен базен во Чаир кој е претворен во магазин. Значи тотален хаос, не се знае кој управува со тие објекти, дали воопшто некој се грижи за нив. Имаше едно време јавно предпријатие за стопанисување со спортски објекти. Во меѓувреме не знаеме што се случи со тоа, го укинуваја, па пак таму гледам дека функционира нешто, имаат вработени четворица. Вие најавувавте во програмата пишува дека тие објекти сите ќе преминат во Министерството за спорт. Дали нешто се случува, дали имате представа колкав имот станува збори, дали ќе се воведе некој ред? Имотот е огромен. Министерството за спорт е правен наследник на, бидејќи се укина претходната институција и правен наследник на таа институција е Министерството за спорт, меѓутоа во законот има малце недоречености и затоа ние побаравме автентично толкување за да можеме до крај да биде јасно дали се наши ингеренциите или треба да има согласност и од други институции. Во тек е формирање на комисија која што најпрво утврди дел, нашата комисија утврди дел од зборам интерната комисија од Министерството, утврди дел од тоа со каков имот за каков имот се работи и да го стави на еден лист хартија. Навистина се работи за многу имот, навистина се работи за имот кој што е вреден за државата, вреден за спортот. И во тек е формирање на комисија која што се состои од повеќе институции, вклучена е владата, вклучено е Министерство за внатрешни работи, вклучен е Заводот за ревизија, значи вклучени се повеќе институции кои што треба да направат и да ни дадат совет, затоа што ние како министерство немаме токав капацитет сами да го изнесеме овој товар и затоа се одлучиме да направиме, имаше и одлука на влада во таа насока. Ние како министерство немаме капацитет токав да сами го изнесеме овој товар, затоа што навистина е сериозна работа. Направивме една група која што ќе ни помогне како да ги решаваме проблемите на кои што ќе наидуваме. Дел
најдовме каде за кои спортски комплекси се работи. Не За го многу споменавте. немани договори, Вие сте да. има на пример ќе ви дам еден пример, има такви многу, има сали на користење за кирија од 30.000 денари, а салата вредност од 2 милиони денари. Не спомнавте, мислам дека се од Прилеп вие, има спортски комплекс во Прилеп кој што е даден на користење на одредена особа, на одредена компанија, која што фудбалскиот стадион или фудбалското игралиште го има претворено во садница за не знам што. Така да човекот земал, го изорал фудбалското игралиште и си го претворил во своја лична својина. Дури и да имате концесија, вие немате право да уништувате државен имот. Меѓутоа, знаејќи И да го пренаменувате и да го давате под закуп, кривично дело е пренамена на намената на она што го земате. Мислам дека навистина е ситуацијата доста сериозна, меѓутоа пак е повторам ова е малце поголемо. Да, значи се уште немате поголемо. Се уште е подготовка тоа. Работиме во нас, ова е навистина сериозно, се работи за стотици милиони евра имот државен и ние како институција навистина побаравме помош и од владата. Ревизорите вика дека нема документи, некои биле во поплава. Нема. Навистина е хаотична институцијата. Претходната ситуацијата е навистина сериозна и затоа и побаравме помош. Го споменавте Прилеп, имаше неколку прашања од прилепчани за салите, таму исто имате ветување дека ќе има Прилеп сала. Прилеп важи исто за спортски град, имаше 2 сали на времето, имаше и силен ракометен клуб, но сега нема ни едното ни другото. Така е, на Прилеп останав должен, затоа што ветив дека барем една од двете спортски сали за брзо време ќе биде ставено во употреба. Меѓутоа, јас го ветив тоа не знаејќи дека спортската сала во Прилеп не е во сопственост на државата, туку е на ПУИК. Едната сала има ПУИК, и веќе сме со една компанија од Прилеп која што е заинтересирана да ја земе таа сала, да ја инвестира во таа сала и нормално да има владење таа сала, треба комплетно. Таа е салата Македонија, претпоставувам. Таа е салата на Тутунски Македонија, или како се вика, која што е небезбедна. Јас на почетокот на мандатот заминав за Прилеп и луѓето од Прилеп нормално сакајќи за побрзо се заврши, вика дека таа сала е безбедна и дека не е како што се кажува толку не се големи маните на градежниот дел, меѓутоа ние отидовме со инженери, со архитекти и навистина видовме дека таа сала е навистина небезбедна и монтажните трибини завршуваат во. Добро, важно, не сте ги заборавиле. Не, далеку од тоа дека се заборавени. Едната сала е на општина Прилеп и веќе сме во разговори со градоначалникот да таа сала е на општина Прилеп и мислам дека треба да се раскине договорот со концесионерот кој што има земено човекот на 30.000 денари ја стопанисува салата, цела спортска сала за 30.000 денари. И за брзо треба да се раскине тој договор и да се предаде, да власништво го земе општина Прилеп. Имаше едно прашање од Велес, од атлетскиот клуб таму. Вела дека 40 години не е реконструирана атлетската патека, дека има нехумани услови за тренирање. Тоа е на стадионот на Борец, претпоставувам, во Велес. Го знам проблемот, ја знам проблематиката. Стадионот беше реконструиран, меѓутоа атлетската патека остана неконструирана и затоа веќе оваа година е ставена во програма и до крајот на овој месец, мислам, до средината на следниот месец ќе биде објавен јавниот повик за ставена е во програмата атлетската патека и ќе биде комплетно реконструирана и санирана. Добро. Тоа е проект кој што ќе чини државата од прилика околу 18-19 милиони денари, вака грубо кажано, меѓутоа не е секојаш се во парите. Не се работи за средства, меѓутоа навистина премногу луѓе сум изненаден позитивно што премногу луѓе во Македонија и се повеќе од ден на ден се одлучуваат да рекреативно се бават со спорт, дали е тоа трчање, дали професионално низ атлетиката, меѓутоа навистина сум запознат со тој проблем и многу луѓе во Велес ја користат таа атлетска патека, иако е навистина руинирана и во право е забелешката и човек, меѓутоа треба исто така се сфати дека и буџетот на државата е лимитиран на министерството и не можеме се преку ноќ. Значи, мислам дека навистина треба да се биде реален во очекувањата и
да отпочнете 3 спортски сали во една година и да реконструирате 3 спортски сали и да направите преку 50 мултифункционални игралишта на Добре, крајците на Македонија. дизелот ќе префрлите по еден денар и Да, ќе и ќе се повеќе зголеми пари. буџетот, да. Истече нашето време, планирав повеќе да поразговарам и за политика, но реков истече нашето време, еве на крај ќе ве прашам само премиерот Мицкоски најави реконструкција дека ќе прави на владата. Какво е вашето мислење? Која е најслабата карика? Каде најмногу потврливте? Некако граѓаните очекуваат многу дека ќе се подобри животот во овие 2 години, но реално некако многу не чувствуваат дека им се променил животот. Видете, кога ќе биде државата во слободен пат, и го зборувам најискрено, затоа што се трудам секогаш да бидам искрен, иако тоа во политиката можеби не е најпаметно нешто, меѓутоа се трудам да задржам дел од својот идентитет, затоа што така важев како спортист, така сакам да важам и сега како министер. Кога ќе ја начекате државата, јас гледам по спортот, меѓутоа сигурен сум дека и по другите сфери е така, кога ќе ја начекате државата во еден слободен пат, многу е тешко да граѓаните осетат за една година, за 2 години било каква промена. Иако јас од она што можам да го гледам, што го гледам на владините седници, она што го знам што се работи, иако не секогаш е све јавно и официјално, меѓутоа она што се работи и законите и измените кои што се носат на владините седници, мислам дека навистина секој оној кој што е задолжен за својот сектор дава се од себе и почнувајќи од себе, јас сум задоволен како а тоа ќе биде и мој одговор за работата, ајде вака како сум ја некој да судам и да кажувам за другите, меѓутоа вака еден човечко гледиште на работите, а тоа е дека сум задоволен од мојата работа, меѓутоа секогаш оставам простор дека може да биде подобро. Значи вие планирате да останете министер, не очекувате да бидете опфатени со реконструкција? Видете, јас сум апсолутно релаксиран во тој поглед, затоа што сум влезен со една цел, а тоа е да направам промени во спортот и да оставам трајна вредност, затоа што сакам најпрво спортот да ме памети, меѓутоа сакам да ме паметат и моите деца и да оставам трајни вредности во спортот, а тоа може да го остварите само доколку направите резултати во својата работа. Така да апсолутно доверба имам во претседател на владата и доколку тој одлучи што и да одлучи тој, апсолутно ќе почитуваме тоа сите. Добро, благодарам за овој разговор. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Борко Ристовски, министер за спорт. Ви благодарам за вниманието. Се разбира, останете со нашата програма. Се гледаме следниот четврток. Довидување.